Христос воскресна! Ваше високо првосвештенство митрополит Повардарски господин Агатангел, почитуван градоначалник на општина Велес господин Марко Колев, почитувани советници на општина Велес, почитувани представници на институциите на град Велес и наши уважени соработници на ова вечерашно одбележување, почитувани наставници, просветители, чесни свештеници, ѓакони и народ верен на нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија, добре дојдовте во нашиот храм посветен на светите се словенски и македонски просветители, браќата Кирил и Методи. Нашиот просветлен архипастир, земајќи го во предвид делото, посветеноста и рамно апостолството на светите браќа Кирил и Методи, одлучи и застана зад идејата за изградба на овој свет и велелепен храм. Култот на светите браќа помеѓу нашиот народ беше клучен момент за изградба на овој храм посветен на светителите. Трудот и пожртвуваноста, вградени во ова богоугодно дело, на крајот се видоа и ќе бидат видливи за многу векови. Храмот се освети, почна да се одвива вистински литургиски живот и секојдневно се полни со верни чеда. Тој е најубавиот украс на градот и на епархијата, светлина за многумина обременети наши браќа и сестри, радост и велелепие за многу млади, прекрасно чувство, место за спокој и убавина за постарите. Тоа е дело кое останува за идните генерации. Денес, во предвечерието на празникот на светите Кирил и Методи, го прославуваме нивниот свет спомен со завештание за нивен незаборав, ги споменуваме нивните први чекори за составување на првата словенска азбука, глаголицата, и првите преводи од грчки на словенски јазик за кои свети Кирил го искористил јазикот на македонските словени од Солун и околината. Прво ја превеле Библијата од грчки на словенски јазик, а предговорот на тој превод, или како што уште се нарекува проглас, е текст за кој многу се зборува до ден денес. За значајот на ова дело, неговиот преведувач од староцрквено-словенски јазик Петар Раелиевски во 1997 година ќе напише: Прогласот кон Светото Евангелие е прва поголема, писмено оформена поетска творба на староцрквено-словенски литературен јазик. Во него е изложена програмата и суштината на апостолската мисија на солунските браќа Свети Кирил и Методи кај словените, а по интенциите прогласот е со многу подалеку сежен, општо човечки зафат. Со него се повикуваат сите словенски народи да го слушнат словото, но тој истовремено е повик за описменување на сите безбуквени народи кои биле приморани со средновековното сваќање на само 3 свети јазици на кои луѓето можат да го слават Бога и да го читаат неговото слово. Содржината на прогласот е отворена идеолошка и културолошка борба против ваквото сваќање. Прогласот представува синтеза на целокупната теоретска, книжевна и практична активност на Свети Кирил, сублимирана во зборот Слово и упатена како апел до сите луѓе за единство преку земна љубов и на сите народи и покрај сите нивна јазична и културна многообразност. Почитувани, добра вечер и од мене. Јас сум Даница Лепоевиќ и вечерва сум пред вас во 2 улоги. Една како онаа која ќе ве води низ ова празнување. А за другата улога ја поканувам и професорката Сонја Карбева да ми се придружи. Двете, како представнички на клубот на писатели Коста Солев Рацин Велес, да ви го доближиме текстот на прогласот. Проглас кон Светото Евангелие. Како што одам напред рекле пророците, Христос дојде народите да ги сврзе. Како што одамна предрекле пророците, Христос дојде народите да ги сврзе. Заш светлина е Он на сиот овој свет. Прорекле тие слепи ќе прогледаат и глуви ќе слушнат буквено слово, заш треба сите да го запознаат Бога. За делата негови чујте словени, та дарето од Бога што е даден, а дар Божи е десната му страна, за душите дар, што никогаш не гние, за тие души дарот што го примаат. Матеј и Марко, Лука и Свети Јован, сите народи ги учат зборувајќи.
Голема радост е за секоја душа кога гледа и љуби лепина Божја, а мракот грешен го прогони и пади. Гнилежот на овој свет го отфрла с краја, за да се стекне блажен и рајски живот и да се спаси од вечниот жив оган. А сега внимавајте будно со умот. Слушајте ваму, си словенски народи. Слушајте слово, зашто од Бога ни дојде. Слово е храна за човечката душа. Слово што крепи и срце, баш и разум. Слово што прави секој да познае Бога. Како што нема без светлина ни радост за око што ја гледа сета твар Божја, а без лепина таа и не се гледа. Така и душа, ако е безбуквена, не го познава ни законот на Господ. Законот кој што рај Божји разоткрива. И за грешните е патокас кон рајот, зашто кој е уво што може да чуе татнеж на громој не се плаши од Бога? Исто и ноздри што цвет не мирисаат, како ќе Божји да разберат чуда. Уста пак која сладост не осетува, прави човек да стане безчувствен камен. Уште повеќе безбуквената душа меѓу луѓето се покажува мртва. За сето ова што ние го мислиме, ви кажуваме, браќа, подобен совет. Она што сите луѓе ги разделува од животните и од походта скотска е што имаат ум разумен и бистар. Вие што слово слушате на туѓ јазик, како да слушате глас од бронзен звонец. Ова го рече Свети Павле учењки. Молитва своја, кога пред Бога давам. Повеќе сакам сал 5 збора да кажам, со разумот свој јас да ги изговорам, за да ги разберат и сите мои браќа, отколку мноштвото неразбрани зборови. Зашто човекот што реч не разбира, ни беседи мудри што ќе му се кажуваат, тој не настои ни да ги исполнува. Си полага грижи сал за своето тлено, тело, си исчезнува и подлежи на гнилеж, што ќе се лиши од собствената храна. Баш така тлезар и секоја душа, ако од Божјиот живот довек се лиши, ако од Божјото слово не ќе го слуша. Приказна друга, мошне мудра, сега да раскажеме, што прилега на семе кое што расте колку што Бог му делил. Како семето кое на нива паѓа кога се сее со вера за да расте, така човечки срца имаат нужда од букви, а и од божествена роса за дар од Божји повеќе плод да роди. Па, кој би можел си сказни да каже на што приличат безкнижните народи? Тие се неми и покрај смислен говор. Дури и сите јазици да ги знаат без букви ними, не им користат ништо. Но, кон својата сказна, уште би додал, во малку зборој поука мошне умна, дека се голи народите без книга. Не може човек без оружје во борба со противникот на човечките души, в чиј плен ќе падне и в бесконечни маки. Народ кој мисли со мразен непријател војна да води и бодро да се бори, мудро да пази да отвори порти. Имајќи сега оружје мошне јако, со кое книги господови се коват, што можат глава на вратот да му строшат. Со овие букви што ви откриваат мудроста нивна, јакнат вашите души. Апостолите пак, со сите пророци што ги кажали овие свети слова, кои се моćни да го здробат врагот, победа добра да принесат на Бога. Бегајќи од телото, в гној што ќе гине, од плотта тлена, чиј живот е косено, не паѓајќи духом, а крепко стоејќи, пред Бога храбри се јавуваат тие, ќе седнат десно од Божиот свет престол, кога со оган луѓето ќе ги суди. Радувајте се со ангели во век, прославувајќи премилостива Бога, секој пак, како со напишани песни, Бога воспоите и луѓе милувајте. Зашто на Бога секогаш му прилега секоја слава, чест и вечна хвала, на Синот
со Отецот и Светиот Дух во веки веков од целата Божја твар. Амин. Големите и важните работи се кажуваат со малку, но моќни зборови. И потоа не оставаат простор ниту потреба да се каже нешто повеќе. Ние се надеваме дека со вечерашнава програма ќе успееме само да ја поддржиме оваа убавина. Со таа цел сега ги поканувам членовите на оркестанот на традицијски инструменти при Основното општинско музичко училиште Стефан Гајдов од Велес, кој работи под менторство на наставникот магистар Трајче Малинов, пропратено со гудечки инструменти под менторство и учество на професор Елена Георгиевска и професор Благој Каракачанов. Деца и професори, повелете.
Snima. Ajde, snima. Pazi. Snima. Snima. Gordića.
големото. Го замолувам протоиерей Ристе Јанушев да се обрати со свое слово за животот и делото на нашите духовни горостаси. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Високо преосветен владико, наш духовен татко, митрополит Повардарски господин Агатангел, почитуван градоначалник на општина Велес господин Марко Колев, почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија господин Александар Јамалов, драги гости, чесни оци, драги браќа и сестри во Христа воскреснатиот, Христос воскресна. За Словото со слова славјански. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше во Словото. Ова се првите зборови во Евангелието според светиот апостол Јован, но ова се и првите зборови напишани со првото писмо на словенски јазик, глаголицата, која по Божја промисла, со Божја помош, ја напишаа македонските духовни великани од Солун, браќата рамноапостолни Свети Кирил и Свети Методий. Родени се во семејство со висока цената позиција во општеството од таткото Лав, помошник на војниот командант на Солунската област, и мајка Марија од угледно македонско семејство познато и на царскиот двор. Методий е најстариот син на Лав и Марија, роден во 810 година, а Константин е најмладиот од 7 рожби, роден во 826-827 година. Во својата младост Методий тргнал по стапките на својот татко и како добар војник, од царот бил назначен за управител на една од византиските покрајини со доминантно словенско население, каде покрај воената обука Методий делувал и како вероучител меѓу своите војници. Тоа било и дел од државната стратегија за христијанизација на словените. После 10 години војводство на престолот во Константинопол доаѓа иконоборниот цар Теофил и тоа го принудува Методий да ја напушти воената служба и да се замонаши во манастирот Олимп во областа Витинија во Мала Азија. Константин на 14 години останува без својот татко, а заедно со својата мајка, која е многу загрижена за неговата иднина. Но Бог не ги остава своите избраници, па така Константин за кратко време, по смртта на царот Теофил, ќе замине на царскиот двор. По заложба на семејниот пријател Дром, кој е логотет, секретар на царскиот двор и на патриархот, младиот Константин ќе стане соученик на идниот престолонаследник, малолетниот принц Михаил, а под закрила на благочестивата царица Теодора. Тука тој ќе изучува граматика, геометрија, диалектика, аритметика, поезија. Добро ќе научи грчки, латински и сириски јазик. Ќе биде за восхит на своите учители со својата бистрина и ум, особено во философијата, заради што ќе биде наречен и философ. Неговите способности, кои извонредно ги знае неговиот најдобар пријател, сега царот Михаил III, ќе бидат во целост исползувани за интересите на државата. Откако ќе прими свештенички чин, Константин ќе биде испратен во неколку евангелизаторски мисии. Ќе оди кај сарацените, потоа меѓу хазарите, и Моравската мисија, која заедно со предходните две се дел од политичката програма на Византија, со цел да се христијанизираат тие народи да бидат под духовна власт на Константинопол. Особено захтевна за светите браќа ќе биде Моравската мисија, затоа што словените немаат своја азбука, свое писмо, на кое би можеле да им ги преведат светите книги. Меѓутоа, историскиот период во кој се раѓаат, растат, образуваат и делуваат светите браќа, упатува на констатација дека транскултурните процеси во општеството, помеѓу староседелците македонци и словените, на територијата на цела Македонија, се преплетуваат, живејќи едни покрај други скоро 2 века. Како непобитна детерминанта се наметнува формулацијата македонски словени, во смисла и на географско-етнолингвистичка симбиоза помеѓу македонското и словенското,
па оттука и фактот што старословенскиот јазик е втемелен врз говорот на македонските словени. Имено, кога прифаќаа додатна мисија во Моравија, предуслов за ова е потребата да се создаде азбука соодветна на јазикот на словените. Константин, како црноризец, исцело предаден на Бога, знае дека ова не е можно да се оствари без Божја помош и како што имал обичај, пред се започнал со молитва и 40-дневен пост. Набргу Бог ги услишал молитвите на својот верен слуга и слично како врз апостолите на Педесетница, го излеа на дар својот благослов врз верниот Константин и тој ја составува првата словенска азбука глаголицата. 38 букви, со кои ги запишале првите преводи од грчки на тогаш единствениот словенски литературен јазик. Овој јазик е адаптиран според говорот на македонските словени што живееле во непосредна близина на Солун, во селата Сухо, Висока и Зарово. Заради ова, глаголицата првенствено е македонска азбука, која подоцна, со нејзината употреба во Горна Моравија, ќе добие општо словенски карактер. Во преведувањето на Светото писмо на Константин му помагале неговиот блажен брат Методи и нивните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари. Кога конечно се створиле сите услови за новата мисија, на 24 мај 863 година светите браќа се упатуваат на света мисија во Моравија. Во Моравија кнезот Ростислав ги дочекува Константин и Методија со најголеми почести. Тука светите браќа ќе поминат 40 месеци, патувајќи од место во место и секаде проповедувајќи им на словените го предаваат преводот на Светото Евангелие на словенски јазик. Се организираат првите училници, во кои многу момчиња ќе почнат да ја учат словенската азбука и преведените книги што ги донале учителите од Македонија. Под нивно раководство ќе почнат да се градат и првите цркви кои ќе ги освети Константин и во нив ќе богослужи на словенски јазик. Ќе ги преведат богослужбените книги и ќе ги научат да служат утрена, часови, вечерна, повечерие и светата тајна литургија. Ќе имаат многу ученици кои ќе ги подготват да бидат добри учители и достојни свештенослужители меѓу својот народ. Во Рим, кога папата Никола ќе слушне за светите браќа Константин и Методија и нивната мисија, ги повикува да дојдат во Рим и тие ќе ја прифатат оваа покана. На патот кон Рим, кнезот на Панонија Коцел ги замолува да останат некое време во градот Блатно и тука самиот кнез и 50 на негови ученици ќе ја примат словенската азбука за да ги описменат панонските словени. Пред да стигнат во Рим ќе свратат во Венеција, каде Константин ќе води жолчни полемики со латинските и германските клирици кои жестоко ќе ја бранат тријазичната ерес. Кога на крајот ќе бидат изобличени од философот, го продолжуваат патот кон Рим. Уште додека се во Венеција ќе разберат дека папата Никола починал, па во Рим ќе ги пречека ново избраниот папа Адриан II. Ќе ги пречека со црковен протокол, бидејќи тие со нив ги носат и моштите на свештеномаченикот Климент откриени во Херсон. Во оваа прилика, светите мошти ќе бидат предадени на римскиот првоерарх, а ова богугодно дело ќе биде проследено со многу чудеса, кои ќе се случат над моштите на свештеномаченикот. Кога ќе му ги предадат словенските книги, папата Адриан ќе ги освети и ќе ги положи во црквата Света Дева Марија и ќе им заповеда на двајца од неговите епископи да ги ракоположат учениците што беа дојдени со светите браќа Константин и Методија. После ракополагањата, во следните неколку денови заедно со римските клирици на словенски јазик ќе богослужат во црквите посветени на Света Дева Марија, на светиот апостол Петар, на светиот апостол Андреј, на светиот апостол Павле. Овие настани ги исполниле со неизмерна радост срцата и душата на светителите. Но наскоро потоа, изморен и исцрпен од макотрпната работа и патувања, Константин ќе падне тешко болен.
тогаш ќе го прими и светиот монашки ангелски образ и монашкото име Кирил. Ќе боледува 50 дена во непрестана молитва, благодарејќи му на Бога за се, заедно со Методија и учениците кои верно го следеа на оваа мисија. На 14 февруари во 869 година, на 42 годишна возраст, Свети Кирил ќе се упокои во Господа и ќе се пресели неговата душа во Царството Небесно. Папата Адријан наредил да се погреба со сите почести, а по барање на Свети Методија неговото тело е положено во црквата на Свети Климент, со кого и со чии мошти тој дојде овде во Рим. После смртта на Свети Кирил, во Рим доаѓаат пратеници од панонскиот кнез Коцел и молат Методија да се врати повторно во Панонија, каде папата Адријан ќе го постави за епископ на Панонија на престолот на светиот апостол Андроник, кој некогаш таму епископствувал. Тука светиот епископ Методиј ќе делува се додека не дојде на власт Свјатополк, внукот на кнезот Ростислав, кога повторно ќе падне во немилост поради клеветите од германските свештеници, кои ќе успеат тој да биде и затворен на 2,5 години робија во Швабија. Кога моравјаните ќе разберат дека германските свештеници им се непоправливи непријатели на словените, ќе ги протераат сите до еден и од папата ќе побараат да им го испрати Свети Методија за архиепископ и учител. Така, со папска наредба и послание, апостолскиот престол му ги подчинил сите словенски земји на равноапостолниот Методија. И тој се враќа во Моравија и во сите цркви поставува свештеници словени кои ќе богослужат и проповедаат на словенски јазик. Од овде мисијата ќе се прошири во Чешка, каде Свети Методија ќе отиде сам и таму ќе го крсти чешкиот кнез Боривој, неговата жена Људмила и нивните два сина. Ќе ги освети првите две чешки цркви и ќе им постави неколку словенски свештеници. Исто така, по барање на полскиот крал ќе испрати свештеници и во Полска, каде ќе го крстат кралот и многу народ ќе го прими христијанството. Откако по некое време повторно ќе се сменат политичките прилики во горнословенските земји и особено интересите на Рим, по Божја промисла за Бог да го заштити својот верен слуга и служител, Византиската катедра ќе испрати барање и Свети Методија ќе се врати во Константинопол. Овде, откако е пречекан со највисоки почести, со своите најдаровити ученици и брзописци, ги довршува преводите на светите книги кои не успеале да ги завршат со Свети Кирила. Во тоа време Свети Методиј по барање на унгарскиот крал ќе отиде и на средба со него. И тука ќе биде топло пречекан и за кратко време испратен со голема чест и уважување. Од ова патување светителот се враќа во центарот на Моравија, во градот Велеград, видно изморен и премален од напорните мисии. Својата последна литургија на земјава ќе ја отслужи на Цветници, а Бог ќе ја упокои неговата душа и тело утрото на Велика среда во 885 година. Над неговите свети мошти ќе биде отслужена света божествена литургија и опело, а неговото честно тело ќе биде положено во соборната црква во Велеград. После ова продолжува делото на петочислениците, на нивните ученици, меѓу кои се и нашите Свети Климент и Свети Наум Охридските чудотворци. Тие на македонско тло ќе продолжат да ја пишуваат историјата на Македонија и македонците на духовен, просветен и културен план. Историјата на еден народ не се пишува само преку војни, владетели и граници. Таа суштествено се пишува и преку духовноста, знаењето и културата. Во историјата на македонскиот народ, едни од најчајните личности се светите браќа Кирил и Методиј, браќа по крв, но и по мисија. Тие се просветители, учители и апостоли, кои не оставиле вечен спомен, писменост, вера и идентитет. Преку глаголицата ја донесоа христијанската вера до обичниот човек на разбирлив начин. За прв пат македонецот, а подоцна и секој славјанин можел да ја слуша Божјата реч
на свој мајчин јазик. Подоцна нивните ученици ја создадоа кирилицата, писмо кое се користи и денес во Македонија, Србија, Бугарија, Русија и други словенски земји. Ова дело е од огромна, суштествена важност за македонскиот народ. Преку писменоста ние сме ја зачувале нашата вера, нашата култура, историја и идентитет низ вековите. Во време кога нашиот народ бил под туѓа власт и влијание, писмото и јазикот биле темел на отпорот против асимилацијата. Благодарение на Свети Кирил и Методи, Македонија денес има свој јазик, своја писменост и богата книжевна традиција која се потпира на старославенските корени. Но значењето на овие двајца светители не е само во минатото. Тие се символ на знаење, слобода, на изразување и духовна сила. Денес, нивниот ден 24 мај, е црковен и државен празник во Македонија, познат како Ден на македонските и се словенски просветители. Тоа не подсетува дека без нашата света православна вера, без светата македонска православна црква, најсветата Охридска архиепископија, без образование и култура нема напредок, нема иднина. Благодарение на делото што тие го почнаа, а го продолжија нивните ученици и сите после нив, ние денес бележиме и неколку јубилеи. Тоа се 180 години од издавањето на првото дело на нашиот велешанец Јордан Хаджи Константинов Джинот, таблица прваја, кое во 1845 година е внесено во употреба и служило како учебно помагало при основното описменување на учениците. Овој месец бележиме и 100 години од излегувањето на првиот буквар на македонски народен јазик за македонското национално малцинство во тогашна Грција под наслов Абецедар, кој е издаден во мај 1925 година. Денес бележиме и 80 години од кодификацијата на македонскиот литературен јазик, што се случи на 5 мај 1945 година и еден месец подоцна на 7 јуни првиот правопис на македонскиот литературен јазик. Светите Кирил и Методи се символи на верата, символи на македонскиот народ, кој сака да зборува и пишува на својот мајчин македонски јазик, да ја негува својата традиција и да се гордее со своето потекло. Тие ни покажаа дека вистинската сила е во знаењето, во словото, во книгата. Нивното дело е темел на нашата национална, црковна и културна самобитност. Затоа ние не смееме ни за миг да ги заборавиме. Нивниот пример треба да не води и денес, кога живееме во време на дигитална писменост и глобализација. Затоа што без оглед на времето во кое живееме, нашиот народ мора да го зачува она што не прави единствени, нашиот јазик, култура и духовност. Светата црква целовито го исповеда и го слави споменот за светите браќа Кирил и Методи. Тие се најпрво Христови, па наши македонски, па се словенски и се православни, обединители и водачи кон спасение преку соединување на сите во Христа. Тоа најкратко го исповедаме во тропарот во кој им пееме: Богомудри Кириле и Методие, еднакви по дух со апостолите и учители на словенските земји. Владиката на сите, молете го словенските народи да ги утврди во православието и едномисленоста, да го смири светот и да ги спаси нашите души. На многу години, мој народе македонски, 24 мај, празникот на сесловенските просветители и учители, на светите македонски рамноапостолни синови Кирил и Методија, кои се македонско и се словенско соединија со Христа воскреснатиот, кога го славиме заедно со неговиот безпочетен Отец и со сесветиот и благиот и животворен Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин.
Христос воскресна, навистина воскресна, за многу години. Нашиот град крие неброени убавини со бесценета вредност. И токму една таква бесценетост го краси вечерва овој храм. Оние кои присуствуваа на вечерашната света литургија и они кои ќе дојдат на утрешната, ќе имаат и имаа можност да ја видат со своји очи оваа реткост. Инспирирано од неа, господја Елица Николова, дипломиран историчар на уметност со археологија, долгогодишен работник во музеот на град Велес, ќе ни го представи своето истражување за чествувањето, традицијата, споменот и иконописот од велешките мајстори на уметноста за делото на светите рамноапостолни браќа во Велес. Повелете. Почитуван митрополит во Вардарски господин Агат Ангел, почитувано свештенство, почитуван градоначалник Марко Колев, почитувани сограѓани и гости. За светите браќа, рамноапостоли Кирил и Методи, за нивното свето просветно дело е многу пишувано. Почнувајќи од основните извори на нивниот живот и дело, панонските легенди, до безброј трудови на славистите од целиот свет. Затоа, дозволете ми во оваа прилика обраќањето да го започнам со зборовите на нивниот најпознат ученик Свети Климент Охридски, кој во похвалата на нашиот татко и учител словенски Кирил филозофот ќе напише: Еве ни свет на христолюбци, светлозрачниот спомен на нашиот преблажен татко Кирил, нов апостол и учител на сите земји, кој што огреа на земјата како сонце со вистинска вера и убавина, како сонце на трисушното божество, осветлувајќи го сиот свет. Во историјата на секој народ постојат личности кои во текот на својот живот оставиле белег со своите дела и поставиле вредности по кои ќе се движат идните генерации. Со посебен пиетет и достојна почит, македонците во групата на овие великани ги вбројуваме светите браќа Кирил и Методи. Празникот посветен на светите браќа е можност да се навратиме на нивното дело, на нивниот живот, на нивните подвизи, со благодарност и чувство на гордост што му припаѓа на народ, што ги напојувал своите далечни корени со нивното дело. За нивниот исклучителен талент најдиректно ни говори писмото од византискиот цар Михајло III до кнезот на Моравија, Ростислав, во кое било напишано: Еве, ние ти го испраќаме научениот филозоф, прими го овој подарок кој е многу поскап од секое злато, сребро и скапоцени камења. Помогни му да може брзо да изврши својата мисија. Солунските браќа Кирил и Методи од 9 век стануваат централни личности во историјата на словенските народи. Со нагласен филозофски протагонизам се впуштале во борба против тријазичната догма, како кон нехумано учење, при тоа бранејќи го новиот европски хуманизам во духовност и во интеркултурниот однос за равноправноста на јазиците и за еднаквоста меѓу народите. По смртта на рамноапостолите почнува да расте нивната слава. Нивните ученици со воодушевување пишуваат за нивната големина и заслугите за словенскиот народ. Прв со воодушевување пишува беседи на даровитиот ученик Свети Кирил Охридски, во кој ги воздигнувал како освестувачи на неукиот словенски род, а се смета дека најверојатно е автор на нивните житија. Во познатата апологија за словенската писменост за буквите, средновековниот автор Црноризец Храбар, современик на Кирил и Методи, ќе напише: Сам Свети Константин, наречен Кирил, и буквите ги создаде, и книгите ги преведе за малку години. Затоа, словенските книги се посвети и попочитувани, бидејќи свет маж ги создаде, со што се потенцира уникатната личност на основоположникот на словенската писменост, кој за разлика од други народи, кај кои повеќе автори работеле на создавањето на писменоста и на библиските преводи, азбуката ја создал сам, а не преводите работел заедно со Методи.
Дури до просветителските појави во позвизантискиот период и до народните будења во природбата на 19 век, култните облици на светите браќа главно се манифестирале во диецезата на Охридската архиепископија, преку која подоцна биле пренесени и во руската духовна и книжевна традиција. И најстари сочувани портрети во фреско живописите се евидентираат во средновековните храмови од Македонија. Во природбенскиот период се пројавува жив интерес за солунските браќа и високо е ценет нивниот придонес за словенската просвета и книжевност, изразувајќи ја поврзаноста на делото на солунските браќа со македонското население на чиј што јазик настанале првите современи словенски книжевни текстови. Не се македонски луѓе кои се школувале во Русија, Партенија Зографски, Натаниел Кучевшки и други, по разни богословски и други училишта, во недостиг на весници и списанија на македонски јазик, текстови за светите браќа објавувале во бугарски, српски, руски весници и списанија. Прва личност која покаже жив интерес е плодниот разновиден автор на книжевното поле, велешанецот Јордан Хаджи Константинов Джинот. Тој своите написи најчесто ги објавувал во бугарскиот Цариградски весник, од кој се гледал дека имал широки познавања за Кирило-Методиевското прашање, а посебно треба да се нагласи дека тој пронашол едно наумово житие и неговиот препис го објавил во гласникот на Српското научно друштво. За делото на солунските браќа се произнел и поетот Рајко Жинзифов, кој за нив зборува во стихотворбата Охрид. Жинзифов имал можност да зборува за браќата Кирил Методий во говорот што го одржал пред делегатите на словенските народи што присуствувале на 21 мај 1867 година во познатата Серуска етнографска изложба и Словенски собор. За солунските браќа пишувале и Ѓорѓе Пулевски, Кузман Шапкарев и може би најголемиот поет во овој период Глигор Прличев, кој одржал и пригодно слово во Солун. Слово пишувано со поетски занес, исполнето со македонски патриотизам и верба во иднината на Македонија. Прличев истакнува дека нивните заслуги се големи, иако биле болни, тие многу направиле за афирмацијата на Христовата вера. Тие пак се трудеа, неуморно се трудеа додека го извршија великото дело, кој што не би можеле да го извршат ни цареви, ни императори, ни самите можеби Христови апостоли. Ниеден од апостолите не покрстил толку души колку свети Кирил и Методий. За браќата со воодушевување пеел и најзначајниот собирач на македонски народни умотворби Марко Цепенков. Во едно своје обраќање тој повикува да се остави спомен по себе си на иснавот и на искрата и на изворот на славата на свети Кирил и Методий. Тие се извор на нашиот народ што не наполниле со духовно просвештение и со славјанска писменост. Славно да им е името до века. Во времето на македонската природба во 19 век главно започнува давањето на името на светите браќа на училишта и цркви во Македонија. Од 1843 е потврдено постоењето на училиште со тоа име во Прилеп, потоа во Охрид и Машката гимназија во Солун. Едно од првите училишта со тоа име и нашето училиште Свети Кирил Методий во Велес од 1856-57 година. Во овој период се воведува и празнување на денот на Кирил Методий во црквите и училиштата, а како што знаеме, со својата развиеност предничи градот Велес. Па така и првата прослава била одржана во Велес во 1858 година. Подоцна празникот е празнуван и во други градови – Скопје, Прилеп, Солун. Следбениците на светите Кирил и Методий се едни од најзаслужните за зачувување на нивниот спомен и нивното дело, но требало да помине долго време црквата и официјално да ги признае како едни од најзначајните словенски богоучители. Нивните први фрески се среќаваат во средновековните цркви во Македонија. На старите представи на светите браќа се во представите на седмочислениците, каде тие го заземаат централното место, почнувајќи од катедралната црква Света Софија во Охрид,
преку Курбиново, па се до манастирскиот комплекс Свети Наум во Охрид, Сливничкиот манастир. Композициите на седмочислениците и поединичните портрети на Свети Кирил и Методи во доцниот среден век се ретки. Но од времето на природбата, кога нивните личности и дело се во средиштето на широкиот интерес во Македонија, нивните имења се допишуваат во ермениите на зографите од минавачкиот крај. Најстарата природбенска композиција е насликана 1861 во Скопската црква Света Богородица од Дичо Зограф, кој од наредната 1862 година слика неколку представи во црквите во Охрид. Фреска на светите браќа од овој период има и во манастирот Свети Јован од Бигорски во Дебарско, но и во повеќе помалку познати цркви. Во овој период значително влијание во представувањето на словенските учители имале предложките на Христифор Жефарович од Дојран. Стематографијата на Жефарович станала еден вид зоографски приречник за мајсторите од Србија, Света Гора, Бугарија. Изографите на велешките цркви исто така го негувале култот кон светите браќа. Нивните представи се застапени во фреско живописот и иконописот. Најстарата представа е во црквата Свети Димитрија, насликана во долната зона на царските двери на северното крило во 1872 година, насликана од велешкиот зоограф Хаджи Косте, кој во истата црква на живописот на наосот на јужната страна 1855 година се потпишал како Хаджи Косте, зоограф и фотограф од Велес. 1921 година познатиот велешки зоограф Ѓорѓи Зографски со неговиот син Јован ја сликал црквата Свети Спас во Велес и во првата зона на јужната страна ги насликал Свети Кирил и Методи, представени во цел раз со пейсаж во позадината. На двојната икона од црквата Свете Пантелеймон, која што вечерва е поставена и сите имавте можност да ја видите и да се воодушевувате, се надевам на незината убавина, на другата страна се представени светите Кирил и Методи, насликани во 1941 година од Ѓорѓи Зографски. Предложката за представите секако е ерменијата на семејството Зографски. Во црквата Свети Пантелеймон во втората фаза на живописувањето 1944-45 година Зографски на западниот зид на наосот ги насликал светите Кирил и Методи облечени во архиерејски одежди, а позадини во перспектива петокуполна црква. Како што сведочиме, култот кон светите браќа е се уште многу инспиративен кај нас и во целиот словенски свет. Култот на словенските просветители во денешно време е жив, зашто е пример нашата црква која го носи нивното име. Најстариот и најзначајниот универзитет во Македонија го носи нивното славно име. Но и представи во ликовите на словенските просветители се уште актуелни покрај во религијата, но и во скулптурата и популарната култура. Споменик на Свети Кирил Методи има во Охрид, близу камениот мост во Скопје. Биста има и пред економскиот факултет во Скопје. Преку овие чествувања на светите браќа се потенцира епохалното значење на словенските правоучители, творци на првата словенска азбука, христијански месионери, неуморни проповедници. На овој начин, браќата Кирил и Методи стигнале во вечниот живот, славејќи ги бесконечно низ вековите. Ви благодарам. За јасно да знаеме кои сме и каде одиме, секогаш мора подеднакво јасно да знаеме од каде доаѓаме. Која историја, култура и традиција стојат зад нас. Токму на таа колективна меморија ќе не подсетат членовите на велешкиот ансамбл Керамичар, упорните чувари на убавината на нашата традиција.
Возлюбени, ликот и делото на светите браќа Кирил и Методий се од непроценливо значење и за историскиот континуитет и обстој на нашиот македонски род. За целиот словенски род, а преку тоа и со силно влијание на културниот и цивилизацијски развој на целото човештво. Затоа, ова наше наследство треба да го чуваме и негуваме како светлината во своето око. Имајќи ги овие благородни чувства во нашите срца, се надеваме дека овој настан ќе прерасне во традиција која ќе почитуваат многу следни генерации наши потомци и ќе биде за радост на сите. Им се заблагодаруваме на сите оние кои од аспект на организација овозможија овој настан вечерва да се случи, но исто така и на сите оние кои застанаа на оваа сцена и со нивниот збор, звук, движење и сликаа нови сеќавања во нашите души. Исто така, за вечерашното присуство на ова прекрасно предвечерие на овој голем празник, ви благодариме и вам. И ве покануваме и утре на света божествена литургија во овој ист храм со почеток во 8:45 часот, сите заедно да земеме молитвено учество. А сега ве покануваме на свечен коктел во дворот на црквата. Христос воскресна! Нека е за многу години. Благодарам.